Дуалното образование треба да ја усогласи големата разлика што сега постои меѓу кадарот на располагање и реалната потреба на економијата. Во соработка со компании тоа веќе постои како експериментален проект во средните училишта во 5 општини и опфаќа околу 200 ученици, но идејата е да стане системски и составен дел од средното стручно образование. Ова беше истакнато на трибината за предизвиците и идните чекори во дуалното образование. Искуствата се земаат од развиените земји како Австрија, Германија, Швајцарија, но тие ќе се приспособат во модел составен на нашите услови и потреби. Учениците ќе бидат вработени во компании уште додека се школуваат, ќе имаат одредени денови во седмицата кога во средните стручни училишта ќе следат теоретска настава, а во останатите денови практично ќе се едуцираат во компаниите. За разлика од развиените земји каде што во дуалното образование се вклучени цели паралелки, во нашиот приспособен модел паралелките ќе бидат мешани и во секој град точно ќе се детектира какви се потребите на секоја компанија. Ученикот ќе учи и ќе работи во исто време и во периодот на учењето ќе добива плата што законски ќе биде регулирана и ќе биде здравствено и пензиско осигурен. Концептот дуално образование кај нас се применува од 2017 година кога во соработка со ЕВА на Македонија во Средното Скопско училиште Михајло Пупин е отворена паралелка, а наредната 2018 се прошири во другите општини со други компании и партнери. Министерот за образование и наука Арбер Адеми соопшти дека следната учебна година ќе бидат опфатени околу 300 ученици во училиштата во кои ќе се промовира дуалното образование. Според податоците од Агенцијата за вработување, 58% од новите планирани работни места се наменети токму за лица со средно образование. Се очекува дека средните стручни училишта ќе бидат привлечни за полуматурантите кои ќе се запишат за 2 недели. Со конкурсот за 2019-2020 година, половина, односно 18.000 места, се слободни за стручните училишта.